Промените ги започнавме со мерките од планот за економски раст. Економски раст за подобар живот за сите. Приоритет што создаде услови за повисоки плати, повеќе пари за подобар живот. Овие мерки добија приоритет затоа што граѓаните го бараат тоа од нас. 90.000 граѓани денеска земаат повисока минимална плата. Најмалку 2.000 денари повеќе секој месец. Просечната плата во Македонија е повисока за 5,6% во споредба со истиот период лани. Со мерките од планот за економски раст, оваа 2018 година е година на финансиска стабилизација на нашата земја. Во буџетот за 2018 година определивме 3,1 милиарда денари за програмата за економски раст и развој на земјата. Тоа представува 46% повеќе од средствата за таа намена во однос на 2017 година. Ние се определивме за реални проекти кои го подигаат растот, а не на проекти за споменици и фасади. И тоа е промена. Се градат нови 800 километри брзи и безбедни патишта за кои се обезбедени 270 милиони евра. Коридорот 10 сега е целосен. Се градат железниците од коридорот 8. Се гради гасификацијата. За прв пат после една деценија, медиумските работници се ослободени од политички притисоци. Наместо брутални напади врз слободата на медиумите, денес има гласност наспроти молк. И треба да има. Издействувавме темелни промени во правосудниот систем. Новата стратегија за реформа на правосудниот сектор е патоказ по кој ќе се движат реформите во правосудниот сектор, за враќање на довербата во институциите, за обезбедување правна сигурност и за заштита на правата и слободите на граѓаните. Нема веќе притисок врз судиите. Усвоени се закони и измени на законите на судови, сведоци и укажувачи. Судските процеси се отворија комплетно пред граѓаните. Воспоставивме независен надворешен механизам за контрола на работењето во полицијата. Промените се најдлабоки во делот на безбедносните и разузнавачките служби. Во интерес на гарантирање на законитост, заштитата на човековите права и безбедноста на државата и граѓанинот и за враќање на довербата во системот. Завршија политиките од минатото што стимулираа нетрпеливост. Нема реваншизми, нема партиски поделби, нема етнички поделби. Во таа насока го предложивме законот за употребата на јазиците, со кој ќе се прошири употребата на службениот јазик, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните согласно Уставот и амандманот 5. Законот им овозможи на граѓаните да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик и со тоа полесно и поефикасно да ги остварат своите уставни права. Воедно, законот целосно ја гарантира и соодветната употреба на македонскиот јазик, но и на другите јазици кои се во службена употреба во одредени единици на локална самоуправа. Чекориме кон НАТО и Европската Унија за праведна и економски силна Македонија. Решаваме спорови, го јакнеме идентитетот. Владата на Република Македонија ги продолжува разговорите со владата на Република Грција. Никогаш не сме биле поблиску до решение, а пријателството меѓу двете земји и двата народи никогаш не било поголемо. Македонскиот јазик е потврден, идентитетот наш македонски е потврден. Не е лесно ова прашање, но на Македонија и треба лидерство да исчекори напред, а не само празни зборови.